Македонија е заглавена во минатот. Мажите доминираат, жените остануваат декор во политиката. Зошто политичките партии стравуваат да кандидираат повеќе жени за високи позиции? Кога Македонија ќе добие жена председател или премиер? Во топ тема на ваша страна за родовата дискриминација дебатираат Мирјана Најчевска, Јордан Шишовски, Ѓулистана Марковска и Лура Положани. Почнуваме веднаш. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Кампањата за локалните избори почнува в понеделник. Кандидатите се веќе познати. Меѓу нив само 6 жени во трката за градоначалници. Зошто партиите не ја менуваат политиката, но и кој се виновен за родовата нееднаквост? Вечерва на оваа тема дебатираме со Мирјана Најчевска, експерт за човекови права, Јордан Шишовски, истражувач, поранешната пратеничка Ѓулистана Марковска и политикологот Лура Положани. Добро вечер за моите гости. Пред да почнеме со дебатата, да го видиме прилогот, фактографот на Огнен Чанчаревиќ за сегашните и минатите кандидати за локалните избори за изразената родова нееднаквост во владата, во дипломатијата и на сите високи позиции во државата. Колку се рамноправни мажите и жените во политиката во Македонија покажуваат локалните избори кои ќе се одржат кон средината на идниот месец. Политичките партии очигледно многу повеќе доверба имаат во машкиот кадар, бидејќи само 6 жени се номинирани за кандидати и ќе се борат за градоначалничката функција. Можноста да добијат жена градоначалник на овие избори ќе имаат Скопје, Арачиново, Битола, Могила, Тетово и Чаир. Во останатите општини во фотелјата ќе седне маж, без разлика на исходот од гласањето. Во моментов, од 81 градоначалник во Македонија, оваа функција извршуваат само 4 жени, или вкупно 5%. Тоа се Теута Арифи во Тетово, Билјана Беличанец Алексич во Кисела Вода, Жанета Чушевска во Градско и Анастасија Олумчева во Богданци. Интересно е да се напомене дека на локалните избори во 2009 година не беше избрана ниту една жена за градоначалник. Истражувањето на Народниот правобранител покажува дека иако жените представуваат третина од вработените на локално ниво, тие значително помалку се застапени на раководни позиции во рамките на локалната администрација и локалните јавни претпријатија. Жените таму држат само 1/4 од раководните позиции. Истражување, спроведено од Министерството за труд и социјална политика, пак покажа дека 2 пати поверојатно е маж да биде вработен во локалната администрација и јавните претпријатија, а веројатноста маж да биде поставен на раководна позиција е 3 пати поголема во споредба со жените. Во кандидатските листи за советници има нешто подобра слика кога станува збор за застапеноста на жените во однос на мажите, но тоа се должи на законските прописи според кои 40% од кандидатите мора да бидат од малцинскиот пол, во овој случај женскиот. Интересен е парадоксот кој се случи при предавањето на кандидатските листи за овие избори. На една помала партија, ДИК, мораше да ја врати кандидатската листа за една скопска општина, бидејќи во неа над 60% од предложените кандидати беа жени. Каква е сликата со родовата рамноправност во државната администрација? Во моментов, 1/3 од пратеничкиот состав на парламентот се е припаднички на понежниот пол, но мора да се нагласи дека тоа се должи на воведената квота за застапеност на половите уште во 2002 година. Од вкупно 41 пратеничка, најмногу се од опозицијската ВМРО ДПМН, во чии редови има дури 17. Владеачката СДСМ во собранието ја представуваат 13 пратенички. Значајно внимание во однос на родовите права и родовата рамноправност е посветено во новата програма на влада 2017-2020. Сепак, од 25 министри во владата, само 4 жени се носители на функции. Тоа се Радмила Шекеринска, Мила Царовска, Рената Десковска и Зорица Апостоловска. Владата минатиот месец во еден ден назначи 67 директори на владени агенции и институции. Родовата рамноправност и тука не беше запазена, бидејќи само 7 жени беа назначени за владени представници.
Истражувањата покажуваат дека најмалку жени има на раководните места во македонските амбасади и конзулати. Еднаквоста меѓу мажите и жените е достигната во образованието, а судството пак е единствената гранка во државната администрација каде жените на раководни функции се побројни од мажите. Кога станува збор за економскиот сектор, без разлика дали се работи за државен или приватен, во само 3% од најголемите компании во Македонија, жените се застапени во телата со највисоко ниво на донесување на одлуки. Извештајот за глобалниот родов јаз за 2016 година ја рангираше Македонија на 73-тото место од вкупно 142 земји. Тоа се бројките и покрај декларативните заложби што ги слушавме од партиите, многу е мал бројот на жените кои се кандидираат за градоначалници, а некаде се кандидати жени каде што не се очекува практично и да победат. Господја Најчевска, на што се должи оваа ситуација? На што се должи? Многу тешко прашање. Се должи на тоа што, како што рековте, ние живееме во минатото. Живееме многу години наназад од она што представуваат развиени демократски држави. Живееме во времето на традиционалните вредности, на многу изразени стереотипи и предрасуди во однос на она што представува вклучување на жената во јавниот живот, па и во политиката. Всушност, најголемиот проблем и основната причина заради која што се соочуваме одново и одново со една ваква ситуација е отсуството на свест дека станува збор за дискриминација. Некако меѓу граѓаните и меѓу жените и меѓу мажите не пробива сознанието дека ваквата состојба, отсуството на жените од јавниот живот и сите оние бројки кои што покажуваат дека жената е подоле во она што представуваат собственички права, подоле на економските скалила, подоле во се она што представува користење на слободно време и излегување надвор од домот, всушност представува вид на дискриминација. Всушност во Македонија многу лесно, меѓутоа и многу подмолно проби таа така наречена структурна дискриминација. Дискриминација за која што луѓето не се свесни, заради тоа што се базира на минатото, се базира на флоскулата така било од секогаш. Така правеле и старите наши. Така е редот. Така ги воспитуваат и децата. Тоа е она што го знаеме и всушност ние не успеваме да излеземе надвор од она што представува долгогодишна и многу сурова дискриминација на жената, која што е исврлена од тековите на општествениот, на јавниот живот. И пропуштаме некако да ја пробиеме идејата дека борбата со тој вид на дискриминација не може да дојде од оздола. Не можеме да направиме референдум со кој што одеднаш ќе им дадиме на жените еднакви права со мажите. Не е доволно да ги направиме законите еднакви. Потребна е многу систематска, многу континуирана и многу отворена позитивна дискриминација за да може жената да ја извлечиме од дупката во која што моментално се наоѓа и да ја поставиме на рамноправна основа во она што представува трка со мажот во јавниот и во политичкиот живот. Господице Положани, дали самите жени можеби не се амбициозни за политиката, да влезат и да се ангажираат, па дури и да променат нешто во оваа ситуација? Колку вината кај нив може да се побара или кај помладите жени, ако велиме дека повозрастните се помириле со ситуацијата? Мислам дека многу мислат дека едната од главните причини зашто жените не се во политика е дека немаат мотивација или не сакаат или не можат. Ама студии покажувале, реактор имала една студија за локална власт и во тоа се покажува дека жените всушност имаат повеќе мотивација од мажите за да бидат советници во општинските совети. Исто така и да викаме дека жените јавно можеби не ја покажуваат нивната мотивација, мислам дека и тука не е баш нивна, значи до нив, туку до општеството и тие улоги што општеството нели ги кажува дека овие се за жени, овие се
терени за мажи. Мислам дека многу често што се случува е дека самите жените се блокираат можеби во тие мотивации, имат мотивација, но мислат дека не можат да одат напред и фактот дека секогаш кога ќе има нови министри или нови директори, повеќето од нив, ако не сите понекогаш се мажи, помага на таа идеја дека и да си жена, и да имаш мотивација, и да работиш многу, тоа не значи дека ќе постигнеш многу таму каде што сакаш. Исто така мислам дека во времето кога имаме малце по-прогресивни или по-либерални views или погледи во оваа тема, се случува една работа што се вика moral licensing од Малком Гледуел или морално лицензирање, кога луѓето мислат си ставевме една министерка жена или две министерки жени, па сега можеме, не само што завршевме, ама тоа ги поттикнува луѓето до некаде да одат и можеби во спротивен смер, да прават некој закон што не е баш добар за жените, само зашто си викат, па ние сме ставиле жена министерка, тоа значи дека ние сме прогресивни во ова тема. Значи има и стрикно е за жените да влезат, ама и кога ќе влезат, и тогаш има проблеми со ова лицензирање, моралното лицензирање што го прават и партиите и луѓето сами. Господин Шишовски, според процентите што ги видовме од прилогот, вие практично се чувствувате како жените во владата, во окружување, сите сме жени, само вие машили на кандидатска листа за градоначалници, на пример. На што мислите дека ова се должи? Дали очекувавте, новата влада се залагаше, подготвува некаква стратегија, меѓутоа и во самата влада има малку жени. Како тоа го коментирате? Први сакам да искажам задоволство што на панел со волку битно прашање кој што е родовата еднаквост учествуваат и машки. Тоа е, да речеме, кај нас многу ретка работа. Постои општествено гледиште дека тоа е внатрешно женско прашање. Меѓутоа, родовата еднаквост не е прашање на жените, туку тоа широко општествено прашање кој што се однесува и на мажите и на жените. Значи не е прашањето само колкав број на жени ќе има во институциите, туку и квалитетот на односите помеѓу луѓето на таа маса на која што ќе седат. Да речеме, неодамна имаше, пред некоја година имаше некој од партиите, организираше по повод 8 март надпревар на жените во правење на зелници. Ме разбирате, ако вие градите однос дека жените се суштества кои што готват или гледаат деца, тогаш таков однос не ни треба. Нам ни требаат охрабрени, моќни жени кои што сигурно ќе стојат на тие позиции и мажи кои што кон жените ќе гледаат како на своји рамноправни колеги. Значи нас не ни требаат класични или балкански дудуци кои што ќе ги замолчуваат жените и кои што ќе доминираат, бидејќи културата кај нас е не само кај нас, значи ова во цел свет, насекаде, дури во најнапредните држави како што е, да речеме, Норвешка, кај што сите квоти се постигнати на еднаквост, сепак постои таа структурна поделеност, бидејќи искуството на бидување машко и бидување женско е многу различно. Тоа не произлегува од самото биолошка разлика, туку произлегува од очекувањата кои што општеството ги наметнува врз малите деца. Например, неодамно имаше истражување на кои што на бебиња им се даваат слики од бебиња на две групи на луѓе и не им се кажува родот на детето, на бебето, и се бара од групите да оценат кои емоции ги имаат бебињата. Оние што мислат дека, на кои што им се кажува дека е машко, имаат различна перцепција на емоциите на бебињата од оние на кои што им се кажува дека е женско бебето. Што значи дека и родителите кон своите деца различно гледаат кога се машки, односно кога се женски. И понатаму целата култура поставува одредени изместувања, односно изместување на природата, бидејќи цивилизацијата е нешто кое што ние го создаваме свесно. Така што онаа трансформација која што треба да направиме не е само на квотите, тоа е првиот и нужен чекор кој што е неопходен, туку и на целата култура во целото наше општество и во целиот наш однос. Еве, на пример, еден многу ситен момент кој што го забележав и се обративте на госпогица Положани. Пазите, јазикот колку ни е
колку не притиска јазикот. Значи, господјица е деминутив од господја. Да речеме, мене не би ми се обратиле како господинче Јордан. Да, немаме во дури јазикот. смешно изгледа. Значи, сега, јазикот не можеме туку така да го менуваме, меѓутоа оние работи врз кои што имаме свесност и во односот, да речеме, од мали години момчињата се учени да доминираат на маса. И затоа кога ќе седат избори, дури и мал број на машки во просторијата, пак ќе доминираат. Така што трансформацијата што е неопходна не е само на жените, туку и на мажите. И затоа мора, според моје мислење, и мажите да бидат активно вклучени во целата таа општествена дебата со цел и они да се поучат, бидејќи треба да ги поучиме и жените, но и мажите во сето. Господја Марковска, да се вратиме на политиката, како одамната изгледа во една партија да се биде жена, да вие бевте пратеник во собранието. Беа само 4 и сега не се многу повеќе во собранието. Како изгледа во партија да стигнете во тоа до пратеничка функција, како оди тој избор и како ве третираат? Пред да ми одговорите, да споменам дека во телевизијата на моите колеги се јави една жена од општина Илинден и се пожали дека не успеала да стигне како кандидат за градоначалник внатре во партијата, меѓутоа не се охрабри да зборува јавно за тоа, што покажува и какви се односите во таа партија, која не се разликува многу и од другите. Да, како изгледа тоа внатре во партијата? Или ако не? Јас сум поборник на тезата на тоа дека во животот секој добива она што го бара или она за што ќе се избори. Ние веќе долги години поред зборуваме за стереотипите и за предрасудите уште од турско време, 5 века бевме под турско робство, иако турците успеа да се изборат и во една толку многу милионска држава ја добијат Ансу Чилер како една од многу способните премиерки што ги има. Значи, квотите не помагаат, се виде. Не од аспект на тоа дали вие ќе поставите секоја трета, секоја четврта жена, па ако сакате дури и втора да биде. Ние не го добивме оној сензибилитет на женско размислување во кое што секој добива она што го бара, односно она за што е способен. Се почнува, се согласувам, сите тоа го рекоа, уште од дома, од предрасудите, вклучително еве и јас имам и момче и девојче во кое што во кога беа помали многу ми беше битно мојата керка да го намести креветот за сметка на синот кој што не мораше тоа да го направи. Меѓутоа генерациите се менуваат и тоа е она доброто што се случува не во Македонија, во регионот и воопшто во светот. Веќе керка ми вели не, тоа не е моја работа или тој мора да го заврши ова и веројатно работите ќе се сменат, меѓутоа прашањето е дали во ова време. Господјата што се пожалила дека таа не се изборила за градоначалничко место, иако веројатно заслужила, веројатно работела, веројатно смета дека е способна, е сега единствениот чекор од сето тоа е да истапи и она што ви го рекла анонимно да стане и да го каже јавно. Бидејќи ако е способна, ако себе си се третира за рамноправна со оние кои што доминираат, посебно во сферата на политиката, бидејќи сепак е тоа во нашите предрасуди и глави машка професија, ќе стане, ќе се одважи и едноставно ќе почне да размислува на друг начин, ќе ја смени партијата или на крај ќе формира дури и своја партија. Сите простори во Република Македонија се зафатени, од десно, од лево. Тоа е еден мал теснец кој што го нарекуваме женска партија, која не сум по поборник феминист, јас многу убаво се чувствам во својата кожа. Сметам дека, замислете што би се случило ако на нашето политичко милје се појави женска партија која што ќе се одважи и ќе каже сите жени во Македонија нека гласаат за жените. Во самите партии, сите партии имаат своји организации на жени, меѓутоа ние како граѓани она што го гледаме е обично собир на тие организации на жени кои го слушаат лидерот. Ама тука се и мажите и жените, а жените се малку поголеми послушнички, веројатно тоа нешто се пренесува и од домашното воспитување, бидејќи сепак имате подредени односи во семејството, подредена хиерархија пак машко-женско во семејството и тоа се пресликува и во политичките партии, па ако сакате во јавните претпријатија, воопшто секаде. Жените не се одважуваат, бидејќи немаме и развиен систем на кариера, еден поинаков тип на култура што претходно беше речено, да се
одважат и да кажат тоа мене ми припаѓа, јас сум способна и јас треба тоа да го добијам. Жените се попослушни едноставно. Или треба да бидат екстремно способни, многу поспособни од своите колеги за да сите на нив гледаат со страхопочитување, да кажам, или доколку се просечни, помеѓу просечен маж и жена, секогаш ќе се одлучите за машот. Господјо Болжани, партиите велат дека се одлучуваат да не кандидираат жени, оти гласачите не се подготвени да гласаат за жени, дека машките кандидати полесно поминуваат. Се согласувате ли со овој став? Тоа е нивно објаснување. Не се согласувам. Мислам дека ако партиите треба да ги представуваат до некаде елитите или тие што треба баш да се лидери, значи to lead, да водат, тогаш тие треба и да го водат ова тема и да викат време е да имаме повеќе жени. И гласачите да им кажат зошто е време и да може да прават една убава кампања и може тоа да се направи, само треба да се има волја. А нема волја. Јас искрено не ја гледам таа волја за да се приклучат жените во што поинтензивен, да викаме, во поинтензивна мера во јавниот живот воглавно. Значи, и од кога сум вратена во Македонија, отварам вака opinion shows, како што е вашето, и најчесто се случува, ако има жени, ќе биде ова, ама извртено. Значи, 3 мажи, 1 жена, ако ќе има жена, или нема да има жена. Значи, всушност не сме навикнати на жени што имат мислење или јавно мислење. И нема се уште толку многу место, јавно место, каде оние тоа можат да го кажат или да го експресираат. И значи не треба само од политичките партии ова да се почнува, туку од сите страни. Се согласувам со Јордан во тоа што не е муабет само за жени или не треба само жените да се вклучени во ова, не треба само жените во партиите да викат дека треба да има повеќе жени. Исто така не мора да имаме сите форуми за жени кои пак контрибуираат во тоа лицензирањето морално, зашто партиите ги викат имаме ние форум за жени, тоа значи дека ние сме подготвени за ова тема, ние сме прогресивни и така натаму. Да останем уште малку на локалните избори, се спомена и во прилогот дека на советничките листи се успеа да се даде таа квота, меѓутоа дали тука сепак партиите протнуваат и успеваат и натаму да дискриминираат? И што загатна Лура, кога не кандидираат жени, партиите велат дека прават анкети и според анкетите излегува дека машките кандидати се добитната комбинација. Значи веќе реков, анкети не сме, референдум не сме. Ова е прашање кое што мора од озгора надоле да се реши, заради тоа што зад проблемот стојат стотици и илјадници години на дискриминација. Значи, ние не можеме да бараме од жените сами да се одважат. Никако. Ние мораме да ги ставиме во такви услови за да можат да се одважат. Наместо да ги ставиме во такви специфични услови, да ги поддржиме, да им помогнеме, всушност заедницата е многу сурова кон жените кои што ќе се впуштат во политиката. Прво тука се сите оние сексистички забелешки. Значи, кога ќе се впушти жена во политика, па што да ви кажам, од највулгарните работи кои што се поврзани со сексот, до начинот на облекување, до занемарувањето на домашните работи и слично, ќе бидат изнесени. Потоа, во секој момент, она што веќе беше кажано, се бара од жената да биде 2, 3 пати, 4, 5 пати подобра, за да може да биде перцепирана како мажот. И она што го нема кај мажите политичари, секоја жена политичарка е представник на целиот пол. Значи, кога некоја жена политичарка ќе направи грешка, ќе речете, еве, вие сакавте жени да влезат, еве, видете што прават жените. Значи, таа е обременета, таа е, го има на себе товарот на целиот женски пол. Не викат, види вие мажите што правите, туку викаат, види вие жените што правите. Значи, јас сум многу за квоти.
Јас сум и тоа за 50 на 100 квоти. Значи, ние мораме да постигнеме одредено ниво на квантитет, мораме да имаме многу жени, за да може меѓу тие жени да се издвојат и добри, и лоши, и подобри, и полоши, исто како што меѓу мажите има и добри, и лоши, и подобри, и полоши, и слично, и тогаш дури да почне да се разбива онаа шема во главите на луѓето, која што ги сместува во одредени различни чекмежиња и која што им дава различна улога. Меѓутоа, тоа е само почетокот. Она што понатаму треба да следи, тоа е деконструирање на целото општество, која што жената ја присилува да биде надвор од јавниот живот. Тоа значи жената која што е врзана за семејството, она што ја прави жената доблесна, а тоа е да мора да има сопруг, да мора да има семејство, да мора да има деца, па децата да бидат испрани, дотерани, па мажот со испеглана кошула и слично. Сето она што ја прави жената да нема исто толку време слободно како мажот, за да може да излези, да води дискусии, да се расправа, да се кара, да се развива во јавниот живот и се она што ја прави жената економски послаба, значи што ми имаме ние зависност економска, автоматски ние очекуваме дека таа жена и нема да може така лесно да се одважи да го каже она што го мисли, заради тоа што едно сум јас, друго е ѓулка или слично. Меѓутоа, што е со оние жени кои што немаат каде да одат? Што ако ги остави мажот? Дома нема да ги примат, на улица треба да останат, значи они си прават сметка, чути, трпи, така било од секогаш, ќе се преживее, главно не ме тепа. Значи, тоа е психологијата која што кај нас се развива и заради тоа мораме одозгора да делуваме. И тоа многу јасно, многу отворено и да создадеме услови во кои што жените ќе можат да ни обстојуваат. Марковска, дали вие на своја кожа сте ја почувствувале оваа дискриминација, сексистички? Како не? Значи, едноставно е многу тешко да бидете супер жена, супер мајка, супер сопруга, како што сум очекувала дека ќе бидам, и уште и супер активна во собрание, и супер кога ќе излезам, и беспрекорно да бидам облечена, и секогаш да ми се најде некаква мана. Во сево ова што го рековте се пронаоѓам. Меѓутоа има една друга работа. Значи, веќе 10-12 години сум на полето на офталмологијата, кој што е женска гранка, како што е образованието, како што е судството, како што е генерално можеби медицината. Можете ли да замислите гранка во која што 95% се жени, а ги водат машки? Директорите им се мажи, јас не можам и тоа да го сватам. Замислете, подеднакво успешна жена, подеднакво успешен офталмохирург, одличен диагностичар, се одлично. 95% женски колектив, директор е маж. И тоа објаснете ми го. Ниту се работи за жена која што мора да трпи, ниту се работи за жена која што не е финансиски стабилна. Туку едноставно или наметнување на машкиот пол, или немање на доволно тестостерон, пошто жените по дефиниција имаат, ама многу малку, за да може таа агресивна нишка да дојде до израз и да се наметнат. Како вие го објаснувате ова Шушо? Оваа машка доминација. Да, доминација, значи не станува збор само за позиции на жените во тие, значи не само промислување на бројот на жените, туку промислување на самите позиции, бидејќи историски гледано, лидерските позиции се промислени од страна на мажи врз основа на критериуми кои што се машки во онаа смисла на машко воспитување и образување. Значи на оној начин на кој што момчињата се воспитуваат да се однесуваат во својата заедница, на тој начин се воспитуваат и лидерите да се однесуваат. Во таа смисла, лидерските позиции се дизајнирани да бидат машки. Она што треба да го направиме е да ги трансформираме, да ги промислиме самите односи на моќ во општеството. Тоа значи дека дури и законски тоа може да се смени. Директорот не треба да биде оној кој што ќе диригира и кој што ќе казнува и наградува и кој што ќе има апсолутна моќ, на начин на кој што таткото има апсолутна моќ во патриархално семејство. Туку таа општествена позиција треба да се измени. Исто така надпреварот, компетитивноста е особина која што се воспитува кај момчињата. Потребен е и надпревар, меѓутоа потребно е и слушање. Гледате, во нашето општество девојчињата се учат да слушаат, не да зборат многу, и затоа и на маса која има еднаков број на луѓе, повторно машките доминираат, бидејќи они се природно им доаѓа, они не мислат дека они треба да доминираат, едноставно природно погласно зборува, се наметнува, тоа му е дел од природата која што му е создадена во самото општество.
Тоа значи дека и самата култура треба да смениме и самата структура на моќ, бидејќи ќе дојдеме во ситуација во која што жените ќе треба да бидат поголеми мажи во онаа негативна мачо смисла од мажите за да успеат да се одржат на позиција, што апсолутно не е добро. Значи ние треба и самите мажи што се на лидерски позиции да ги направиме да бидат по солидарни кон своите колеги, повеќе да слушаат, да бидат посочувствителни и повеќе и емпатија да имаат и разбирање за другите, да комуницираат повеќе. Исто како што и жените треба на некој начин да се изедначат во однос на самите лидерски способности и самото воспитување уште од мали и во целото општество. И самата структура на општеството, која вие ќе видите 95% се од образованието се жени. Во Британија 99% се мажи во образованието. Да, рековме дека има женски... Не постои ништо машко или женско во одредена професија. Дури и во владата министерка ќе добиеме во образование, во култура. Добро, сега имаме еден исклучок одбора, меѓутоа дури и тој исклучок е направен, како што рече професорката. Ја не се согласувам со тестостеронот, се согласувам со ова, дека ние ги учиме децата да бидат машки и женски. Значи, тоа се родови улоги кои што ние им ги наметнуваме. Ако погледнете какви се девојчињата на почетокот и во градинка и слично, посебно заради тоа што на одредена возраст тие побрзо се развиваат физички и се поголеми, се борбени и се тепаат, и маваат, и кубат, и гризат и се изборуваат за своето место. Меѓутоа, на секаков начин, пред се, со казнување и со наградување, тие се учат дека мораат да се повлечат, мораат да попуштат, мораат да се однесуваат на начин кој што е прифатлив за заедницата. Истото тоа важи и за машките. Не смеат да плачат, не смеат да бидат емоционални, не смеат да си играат со кукли, затоа што веднаш ќе бидат казнети. Ќе бидат казнети не мора физички, туку со подсмев, ќе бидат казнети со изолација, ќе бидат казнети дури и со булинг, заради тоа што се излегуваат надвор од родовите улоги. Значи, не е точно дека жените по својата природа се помалку борбени, туку ние ги учиме од најмала возраст, од месец дена бебе која ќе се роди, од моментот кога за машкото бебе ќе пука пушка, а за женското дете како беше она стреите ќе плачат и слично, од тој момент ние ги учиме да бидат машки и женски. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Продолжуваме со дебатата, гледате топ тема на ваша страна, дебатираме за родовата нееднаквост. Локалните избори и кандидатите кои се веќе објавени покажа еден преседан, беше поднесена една листа на една партија каде што имаше кандидирано повеќе од 50% жени и таа беше одбиена. Бидејќи квотата е многу помалку. Дали лура ова држање до овие квоти и натаму вака стриктно ќе обезбеди колку толку и треба да се задоволиме со тоа? Професорката зборуваше дека нели прво е воспитувањето е основно, меѓутоа во оваа дадена ситуација што може тука да се промени, да речеме, за следните избори? Јас лично и јас ги поддржувам квотите. Мислам дека се потребни, особено во вакви случаи. Мислам дека проблемот со тоа е што во Македонија генерално не ги сваќаме добро концептот на квотите. Тоа се случува и со етничките малцинства. Ако стигат повеќе од 25, тоа е лоша работа. До 25 треба да дојдат, или до 20, или до 10, или која процент да даваш. Значи, тоа е идејата дека до тука мора една група да дојде, да постигне и после работата е завршена. И мислам, ова е една мисконцепција што е генерално за квотите во Македонија. Не ја гледаме како една можност за една група што има помалку да има еднакво со сите други. Значи, се уште гледаме на квотите како да им даваме нешто повеќе на тие што немаат. А всушност тоа е само еден начин да се постигне на
на еднаквото, што е многу важно. Исто така мислам дека генерално кај жените кога се стават во листите се гледа како се подметнуваат на листите. Значи си ги ставевме овие жени не зашто се добри, не зашто се вешти или паметни, туку зашто моравме да ги ставиме. И мислам до тука во оваа проблематика и партиите имат голема улога, зашто мислам и тие ја употребуваат таа наратива, барем со нивните активисти. Во смислата дека мора жена да се ставиме, па ајде се која трета или ајде се која втора. Ама не е проблемот тука кај системот на квотата. Тука е проблемот како зборуваме за квотите, какви наративи формираме во врска со еднаквоста, дека секогаш мислиме дека со права даваме повеќе права, а тоа во Македонија се уште не сме дошле во таа добра стад ни жени, ни етнички малцинства, каде можеме да викаме премногу убаво ние. И партиите треба да ја сменат наративата. Се согласувам со професорката дека ова е повеќе топ-даун од bottom-up approach, во смислата дека треба да дојде од горе и треба да се прават повеќе промени не само во видливоста во емисии или во телевизија, не само во видливоста во централната власт, туку и секако во локалната власт, каде што е најблиску до граѓаните и е најблиску до и помладите, нели, за да можат да видат какви икони или модели може да имат за во иднина. Ако ми дозволите, само во врска, не знам која е тоа партија, бидејќи не го пратев денеска ова со одбивањето. Не ги кажуваме, бидејќи кампањата уште не почнува. Меѓутоа тоа е сериозно лошо толкување на законот и веројатно заслужува уставно толкување. Затоа што кога законодавецот рекол секоја трета или секоја четврта да биде жена, тоа значи да биде минимум. А ако е над минимум, тој не рекол законска форма во која што сето тоа што е над минимум ќе биде толкувано како незаконско. Тоа е апсолутно погрешно. И верувам дека доколку стигне до законодавно-правната комисија, односно до Уставниот суд во овој случај, бидејќи се работи за регулатива која што е толкување на законска материја, тогаш веројатно ќе биде прогласено за ненадлежно. Нема да се прогласи Уставниот суд за ненадлежен, меѓутоа во секој случај не е исправно политичко и законско толкување. Таа партија која и да е била во право, бидејќи го обезбедила минимумот. Се што е над минимум не значи незаконско. Значи има една многу интересна формулација, вика помалку застапениот пол. Меѓутоа, помалку застапениот пол, според она што представува законска регулатива во Македонија и посебно законот за заштита од дискриминација и законот за еднаквите можности, всушност се однесува пред се на глобално ниво. Значи, помалата застапеност се гледа генерално, не она што представува помала застапеност на конкретната листа, или во конкретната ситуација, туку во моментов на генерален план имаме помала застапеност на жените. И да, таа партија, за која што ја знам точно која партија е, дефинитивно би требало да оди понатаму, може би пред Уставен суд или да се побара, може би уште подобро, автентично толкување од собранието, за да може да се избегне ваква ситуација. Точно така, за да не се повторува, не заради друго. Веројатно законодавно-правната комисија во право сте. Шишовски, имаме една, можеби, поинаква ситуација. Појавата на трите обвинителки на специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева, Фатиме Фетај и Ленче Ристовска, дали тие ја сменија некако сликата за жената во Македонија? Што мислите? Најверојатно, иако гледаме дека нели судската професија, не знам за обвинителската како е повторно има доволно. Да, суди има доволно жени, меѓутоа поставувањето на жени кои што се општествено силни, кои што покажуваат одредена способност и кои што се препознаени како моќни да направат општествена промена е секако многу битно. Пред се е битно за генерациите кои што растат за идентификувањето, бидејќи вие ако не гледате, ако не можете себе си да се видите во одредена улога, вие нема никогаш да посакувате да имате таа улога. Например, пред година дена имаше во шах некој надпревар, во кој што за девојчињата наградата беше помала, 20-30% помала награда. И сега, аргументот од другата страна беше дека многу малку девојчиња има, нели, од 100
100%, околу 1 до 2% се шахмајстори жени. Нели, класична аргументација мачо е дека жените се нели недоволно интелигентни и така натаму. Меѓутоа, ако видите понатаму статистиката, ќе видите дека од сите деца што почнуваат да играат шах, само 1 до 2% се девојчиња. Тоа значи дека тоа е круг што се затвара. И ако наградата е 20 или 30%, тогаш она нема да има едноставно нема да се подразбира дека девојче треба да игра шах. И вие може да имате некој девојче кој што е супер генијално, кој што ќе заврши да биде, да речеме, манекенка само затоа што е убава, бидејќи во општеството се подразбира дека жената треба да биде убава. И затоа овој систем... извинете, и глупава. Секако. Заедно тоа оди во комплет. Така што тоа е нешто кое што се подразбира во нашата култура и вакви позитивни примери можат само да поттикнат и да им дадат повеќе храброст и на останатите, да речеме, девојки да влезат, бидејќи скоро гледав статистики, околу 55-6% од сите дипломирани се девојки. Така што, подоцна дури и во професорските, во академските кругови, доминираат повторно мажите. И сега, тоа не е само од себе идентификувањето како доминантни и недоминантни, туку и од внатрешниот однос во семејството кон родителството, например. Се подразбира дете кој што расте, гледа дека татко му лежи и гледа телевизија, мајка му пери и готви, и едноставно дали е момче или девојче, оно влегува во таа улога дека машкото требува да го прави, женското требува да го прави. Кога имаме вакви позитивни примери на личности кои што се силни и храбри во своето општество, тогаш мислам дека тоа ќе направи голем пресврт. За жал, оваа трансформација која што очекувавме во општеството не се случи, бидејќи новата влада која што толку инсистираше толку на СЈО, за жал потврли во однос на овој аспект на родовата еднаквост. Видовме со бројките дека бројот на жени е многу драматично мал. И во владата, и сите советнички места, едноставно тоа е недопустливо. Најчест, како вие го објаснувате ова феноменот со трите обвинителки? Дали тие менуваат перцепцијата некако за жените? Или Да, ја менуваат. Мислам дека дури и намерно беа поставени три жени за да може да облагне атакот кој што би бил насочен кон СЈО, и мислам дека една многу смислена пропагандна тука игра беше направена. И мислам дека добро. Последиците покажаа дека е добро направена играта и покрај тоа што можеби можеа некои други кандидати да бидат подобри и слично. Меѓутоа, неколку пати беше спомнато овдека судството. Ако погледнете во Врховниот суд колку жени има и колку мажи, веднаш ќе видите дека повторно го имаме тој така наречен стаклен плафон до кој што можат да дојдат жените. Значи да, жените можат работно да бидат ангажирани, како што се оди нагоре, се губат жените и раководството, па дури и во многу училишта во кои што има 100% жени или 99,9% жени, директорот одеднаш ќе се појави маж и слично. Значи тоа е таа перцепција на луѓето дека да, жената може добро да работи. Жените се многу исполнителни и на време ги сработуваат работите и слично. Ама го немаат тоа да раководат, го немаат тоа да организираат. Тие можат да ги извршуваат работите. Значи тоа е едниот елемент, тој стаклен плафон. Другиот елемент е извлекувањето на жените од она што се перцепира како чисто машки не професии, туку места. Да речеме, доколку ги погледнете комисиите, тие што се бават со безбедносни прашања, тие што се бават со контрола на УБК и слично. Значи, сите оние места каде што се решава за животот и смртта, каде што се решава за војна и мир, каде што се решава за прашања кои што па и меѓународната сфера која што ја спомнавте, кои што излегуваат малку надвор од она што представува внатрешно делување, веднаш се
покриени од мажите. Па може да се видат некои конференции, навистина само мажи и онака се обидуваш да најдеш некоја жена и ќе видиш секретарка, супер. Ако ги видите сликите од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, ќе видите дека мажи го подпишале Охридскиот рамковен договор и има една жена која што им ги подава само списите за подпишување. Мислам срамно, заради тоа што од она што представуваат конфликти, она што представуваат вооружени конфликти, бегалски кризи и слично, всушност многу повеќе трпат токму и жените, и семејствата и слично, меѓутоа тие никогаш не се внесени во процесите на одлучување, посебно не на местата каде што на вистина би можело да се слушне нивниот глас. Може ли да бидеме малку самокритични? Да. Апропо ова што го рече господја Најчевска, се согласувам. И точно е така. Меѓутоа, дали квотите подобрија малку во начинот на размислување на нашите политички актери, што се во собранието, па ако сакате и во владите, да донесат еден нов начин на размислување. Ние формално се разликуваме од мажите не по способноста, можеби по конституција, по хормони, по едно по друго. Меѓутоа, имаме и друг начин на размислување кој што нека биде и по заобиколен пат сепак ќе стигне до вистинскиот начин кој што можеби ќе биде и компромисен. Се согласувам потполно за оно што беше направено со СЈО. Меѓутоа, ние имавме еден сериозен закон во собранието, тоа е законот за абортус. Замислете, не се одважија жените од поедини партии кои што гласаа против овој закон да станат и да размислуваат како жени. Не зборувам како пратенички, не зборувам како председатели, не зборувам ништо. Едноставно како жени. Требаше толку години поред да се стигне, да се реши дека тоа прашање е прашање за кое што исклучиво решава жената, не се одважија. Без оглед што станува збор за жени кои што сепак треба да бидат некаков урнек во кој што ќе се само идентификуваат некои други нови млади генерации. Ја тоа сепак би го поврзала со партиската послушност. Кај нас, значи, да не ги помешаме тие работи, да речеме кај нас пратениците нема да изгласаат закон со кој што, или барем не сум видела да запнале да изгласаат закон со кој што ќе се заштитат луѓе, ќе се заштити животната средина на соодветен начин, со кој што ќе се ослободиме од ова што представува загадување во средината и слично, независно што и мажите и жените на еднаков начин ги третира, заради тоа што се следи одредена партиска политика. Така што тука малку се помешани работите, значи од една страна го имаме тој послушнички менталитет во однос на партијата, на раководството на партијата, и од друга страна го имаме проблемот на она што представуваат женски улоги. Се извинувам, може вие сакате да кажете. Не, истото во смислата дека пак секогаш очекуваме од жените да реагираат на женски работи, а не значи дека нема конзервативни жени, не значи дека послушноста внатре во партијата нема улога. И во прашањето на квотата, мислам пак проблемот не е кај квотите, туку пак е во системот како ги третира жените што влегуваат по квота. Значи не е проблемот колку жени имаме внатре, е како зборуваме за тие жени. И ние и тие луѓе што се критични на системот, и тие што го поддржуваат системот, мислам дека секогаш некако многу често се случува кога жената како да нема агенција, во англиски се вика agency, ама тоа е како факторизација. Како секогаш нешто и се случува на жената или и прават нешто, ама таа самата не. И очекуваме дека само во неколку теми таа треба тој глас да го дава, и тоа како на абортусот или така натаму овие теми. Но мислам дека треба да се да не се мисли во овие многу стрикни како линии, зашто во овој начин и жените не можеме да ги мотивираме за да мислат за нешто друго или за да сака да бидат во нешто друго. Вака и викаме да, и од прогресивна и непрогресивна, овие се твои теми и тие ќе ти остануваат. А всушност треба ова да се проширува. Шишовска, вие споменате како да назадуваме. Канадскиот премиер Трудо, кога го прашале зошто половина од неговиот кабинет се жени, одговорил зошто е 2017 година. Ние сме 2017 и имаме полоша ситуација во држава во однос на родовата нееднаквост. Да, добро, треба да разграничиме малку што се вика пропаганда
значи многу јасно канадскиот премиер прави пропаганда, бидејќи во Канада, иако е далеку понапредна од Македонија во однос на сите работи, повторно го има тој проблем и со жените, и со другите малцинства, иако Канада е навистина пример во светот за многу Мислите дека тоа го прават, и во Албанија добивме влада каде што половината се жени, а не приближно толку демократска колку Канада, или во Србија добивме геј премиер. Дали тоа го прават навистина искрено или е тоа само начин да се добијат гласачи? Не е важно зашто го прават, главно пробив, главно не е ни важно зошто го прават. Значи, треба да бидеме свесни дека тоа е, да речеме, пропаганда политичка едно друго. Меѓутоа, добро е политичарите, политичките опции да се надпреваруваат во сликата за себе си, која што ја представуваат во општеството. Бидејќи после ова негативната дискриминација не е структурно решение. Тоа е како бастумче, ме разбирате, ако сте скршиле нога, вас ви треба бастумче дур да проодите. На тој начин и негативната дискриминација помага дур да проодиме. Меѓутоа, ако причината заради која што сте скршиле ногата, да речеме, нон-стоп сте на мобилен телефон, не ја смените, вие пак ќе паднете. На ист начин, и овие квоти може да помогнат многу, и апсолутно тие се почетниот чекор, меѓутоа мора целосното општество да се трансформира со цел да не се вратат назад, бидејќи, да речеме, кој ќе падне трудот, некојаш ќе падне таа влада, конзервативците се на чекор до нив, они истите политики ќе ги водат како што и претходно ги вода. 99% мажи, бели, главно. Британија исто, иако имаат жена премиер, повеќето секретари таму во владата се мажи. Дури и самата жена, една од главните негативни аспекти кои што ги нагласуваа кај Тереза Меј беше, кога беше надпреварот за лидерство, дека немала деца. Или такви некои абсурдни работи кои што, да речеме, маж никогаш не би прашале дали имаш или немаш деца. Тоа е апсолутно, и тоа станува збор за Велика Британија и други земји. Значи, Хилари Клинтон исто се соочи со такви сексистички исмевање и така натаму. Ниеден маж не се исмева заради неговиот тестостерон или така натаму. Така што треба да ги сведеме работите на лични карактеристики, да ги смеваме ако се смешни, а не заради родовата припадност. Тука ќе направиме уште една пауза за реклами, па ќе продолжиме со дебатата. Продолжуваме со дебатата за родовата нееднаквост. Некогаш и мажите реагираат на родовата нееднаквост, иако ги обвинуваме за доминација. Деновиве се одржа еден настан што го проследивме во обид да се урна стереотипите и предрасудите. Неколку мажи се обидува да покажат дека се подготвени да ги заменат веќе поставените улоги и уште подобро да ја укинат таа поделба меѓу мажи и жени. Предлагам да го погледнеме прилогот на Александар Манасиев. Пеглите на пареја се загреани, а лиштата подготвени за пеглање, штипките наредени, ножевите наострени, сукалата и тавите спремни за готвење. Но ако некој очекува дека за пеглите и за сукалата, како што е вообичаено, ќе се фатат жени, тоа овој пат не беше така. И мажите можат да готват, да пеглаат, да ги забавуваат децата. Ова беше мотото на првиот сајм за мажи кој викендов се одржа во Скопје. Жените седеја и гледаа, мажите се фатија за работа. Овој настан повеќе го замисливме да биде како перформанс преку кој што ќе се сподели пораката за ова дека мажите можат да ги вршат овие и ги вршат овие обврски во домот. Очекувањата беа дека ќе се пријават мажи и момчиња кои што ќе сакаат да ги надградат своите вештини, а понатаму очекуваме да се отвори дискусија во јавноста. Токму тоа е и она што зборував дека во првата фаза сакаме да споделуваме позитивни примери, а во следните фази сакаме да работиме со организациите кои што работат на женски права, со институциите, со широката јавност, за нивно запознавање со концептот на родово-трансформативни политики и за применување на истиот. На една страна се готвеше, мажите со престилки и со капи учеа да сецкаат зеленчук, да месат и да подготвуваат здрав и вкусен оброк за најмладите. Докажаа дека може да се носат со жените кога станува збор за готвење. Во друг агол, татковци учеа како најдобро да ги забавуваат своите деца, низ игра, без таблети и компјутери, заедно со децата учеа и се забавуваа.
Сметам дека ова е само еден позитивен пример од кој што сите може да научиме како можеме заедно да допринесеме за родова еднаквост. Не треба да ги делиме работите на машки и на женски, туку заедно да бидеме еднакви. Најмногу публика сепак имаше на местото каде се пегла и се пружаа што туку испраните алишта. Мажите учеа како најдобро се местат штипките, како се пегла на парја, како се прави совршен рап на кошулите и панталоните. Овде мажите најмногу се испотија, но не се предадоа. Можам слободно да кажам, уште од тинејџерски денови работам домашни обврски заедно со мајка ми. Воопшто не правам распределба на обврските во домот. Кај пеглањето научив два многу јаки момента. Тоа е парејата, за што служи, конечно знам точно. И има една мала ивица една кај пеглите, тоа е за оние рабови да се потватат многу подобро кога се пеглаат кошули. Мажите беа и учители и ученици. Оние поискусните им покажаа на помалку искусните како да се снајдат во кујната или со пеглата. Треба да престана да имаме, различни мислења за тоа дека одредени работи треба да ги прават жените, одредени работи треба да ги прават мажите. Мислам дека сето тоа треба да биде во еден баланс, да се поделат сите тие обврски и нормално сите работи што ги прават жените треба да ги прават и мажите. Жените во светот сочинуваат 40% од вкупната работна сила, но сепак се уште постои традицијата тие да бидат главни готвачи, перачи и пеглачи во домот, иако одат на работа. Но сликата пополека се менува. Тие стереотипи време Македонија во моментов е во фаза во која што може гласно да збориме за нив, да ги изнесеме на виделина и еден по еден полека да ги елиминираме. Не постои поделба на машки и женски работи. На крајот алиштата беа испеглани, оброците подготвени, децата весели, а мажите заслужено заминаа со дипломи со кои ќе им докажат на своите сопруги дека и мажите можат. Ќе им докажат ли на своите сопруги дека можат? Значи, тоа е проблемот со тие родови улоги. Тогаш кога жените излегуваат од својата собствена наметната родова улога и кога ја прифаќаат улогата на мажот, тоа е качување на скалила нагоре. Значи, тоа се перцепира како напредок над способностите и надможностите на жената. Значи, и на тој начин и се вреднува. Кога мажот се обидува да влези во улогата на жената, во она што е наметната родова улога на жената, тоа се казнува, тоа се исмејува, тоа се смета за назадување на мажот и самите мажи всушност реагираат многу негативно заради тоа што тоа го перцепираат како издавање на машкиот род. Значи, некој се осмелил од конј да падне на магаре и на тој начин ја отвора вратата на еднаквоста која што во суштина на мажите воопшто не им е пријатна и не сакаат, или на голем дел од мажите не сакаат да ја постигнат. Вообичаено кога одиме на семинари, јас ги прашувам, добро, викам, што е работава со спростирањето на вешот? Дали жените имаат некои посебни органи, мислам на посебен начин развиени, па тие можат да спростираат веш, а мажите ги немаат тие органи, и немаат такви штипки на место раце и слично, па не можат да спростираат веш или со пеглањето и слично. Меѓутоа не е во тоа работата дали мажите или не можат или не можат, работата е дали смеат или не смеат. Во нашата заедница мажите не смеат да спростираат веш, заради тоа што ќе бидат исфрлени надвор од заедницата. Не смеат да пеглаат заради тоа што ќе бидат осудени. Тоа е еден таков вид на острахизам кој што просто ги исфрла од машкиот пол. И тој мачоизам кој што се форсира цело време, всушност оневозможува на вистина да го постигнеме вистинското еднакво третирање на мажите и жените. Искрено кажано, јас не знам да пеглам. И јас не пеглам. И јас не спростирам алишта во нашиот дом. Значи, постои поделба на работи, но она што можеш и што не можеш да правиш, што сакаш и што не сакаш да правиш, меѓутоа тоа нема врска со тоа дали си женско или машко, туку едноставно има врска со тоа дали сакаш, дали можеш, дали ти е интересно да го правиш или дали мораш да го направиш или не. Дали е лесно да не се биде мачо? Или е многу полесно да се биде мачо во наше општество? Зависи од средината, зависи од воспитувањето, од домот, зависи од средината на училиште. Оно што е многу битно, што мораме да го разбереме, во однос да речеме на родовото насилство, дека
првите жртви на родовото насилство се младите момчиња. Средината во која што живеат таа брутална, во која што има таква малку по-мачо средина, ги крши нив првин, за после тоа они го интернализираат тоа насилство, го вртат кон самите себе си и после тоа насилство кој ќе пораснат изврива од нив и се истура или кон своите партнерки, или кон самите себе си, и тоа е една од причините зашто мажите живеат 5 до 6 години помалку од жените, бидејќи се само уништуваат. И во таа смисла родовата еднаквост и борбата против тој мачо етос кој што е апсурден, не треба да биде само женска борба, значи и мажите треба да сватат дека тоа е нешто што нив ги убива, што ја труе средината околу нив и нив самите ги уништува животите. Господја Марковска, бевте искрена, па споминавте на почетокот дека и вашите деца ги воспитувавте, нели, што се машки, што се женски работи. Како сега, како може да се промени, да нема таква строга поделба? Видете, средината многу влијае. Настрана што првите домашни навики ги примиле од мене. Не, првите ги примиле. Меѓутоа, да речеме сега партнер, тоа се млади момчиња, девојче, и синот и керката. Меѓутоа, јас сум многу среќна кога синот ќе каже, па јас направив доручек за себе, за друштвото, за девојката и така. Таквото нешто не го правил дома. Не го правил за мене. Тоа значи дека сепак многу зависи од она што рековте, дали ќе бидат гетоизирани како единки или пак ќе се движат во такви средини во кои што нема да бидат малцинство, туку ќе може да го сподела тоа искуство, како и во овој перформанс што го видовме. Вие ќе добиете една диплома, меѓутоа многу е важно, како и за секоја друга диплома, дали таа диплома ќе стои закачена на ѕид, па ќе кажете еве јас што направи во еден ден, или тоа ќе ви биде редовна обврска која што нема да ја сметате како дел од перформансот, туку редовна работа со која што со партнерот си ги делите работите, како што рече професорката, во зависност од тоа кој каков афинитет има или што сака, што може или зашто во моментот е спремен да сработи. Положани бевте долго време надвор, студиравте, се образувавте таму и кој ќе споредите ситуацијата со она што се случува тука и цела дискриминација и родова нееднаквост, како во западните земји тоа се надминало и може тука да се примени евентуално? Па мислам од неколкуте места каде што сум живела, Шведска била најдобра со родовиот аспект и тоа се знае глобално, ама во други места мислам дека исто така ја имат ова проблематика. Јордан преска спомнуваше Тереза Меј, значи во Велика Британија ја имат ова проблематика. Во Шведска почнале со квотите. Во Исланд се нели беше тој пример кога еден мал дечко вика: мамо, дали можат и мажите да се премиер? Зашто таму се навигнати нели со повеќе жени во раководни позиции. Значи може едно општество да дојде и до таа скала каде не може да се мисли во еден свет без женски жени во раководителни позиции. Може тоа да се стигне. Јас многу убав ми беше овој проект, ама во глава се мислев уште колку вакви проекти и колку овие вакви проекти во многу други години од сега ќе видам јас и видела и професорката и госпожата, значи во смислата дека правиме проекти, зборуваме дека ова е убаво, ама се уште многу малку се менува. Во сликите што ги имате позади, нели секогаш се вика за лидерите жени што се, ја скратија косата, треба да имат посебна облика и всушност сите имат пократка коса, освен Мишел Обама, и сите имат една вака по бокси или по кутија гардероба и знам дека тука правам грешка зашто спомнам гардероба, ама во смислата дека на многу од овие жени тоа се знае, имале проблем и затоа во крајот на краиштата вака е резултатот. So Hillary Rodham Clinton
беше една од примероците, она имаше долга коса, па пократко отиде и на почеток презимето ѝ беше Роtham, кога стана First Lady на Аркансас, тогаш стана Клинтон, зашто не можеше, значи цело време имаше коментари за нејзиното име. Значи работата е, чекаме, гледаме дека има проекти, има и волја понекад, ама се уште многу малку резултати имаме. И за крај едно прашање за сите вас. Ќе почнеме од професорката Најчевска. Кога Македонија ќе добие жена премиер или председател? Да ви кажам, и не е толку важно кога ќе добие председател или премиер жена. Многу е поважно кога ќе го добиеме она што представува изедначување во раководните структури. Значи, доколку обезбедиме во сите раководни структури, не само во државата, не само во јавните предпријатија, туку во управните одбори, во одборите на големите предпријатија и слично, да имаме изедначеност на мажите и жените, во тој момент веќе станува потполно неважно кој ќе биде премиер, дали ќе биде машко или женско за премиер. И да ви кажам, јас го чекам моментот кога од статистиката ќе биде извадена една графа, а тоа е графата домакинки. Само во нашата официјална статистика, никаде другде во светот нема таква графа во која што вика дека 230.000 население неактивно се домакинки и тие се 100% жени, нема маж. Значи, со самото тоа, ние велиме дека имаме општество во кое што имаме една посебна структура во која што може да бидат само жените, независно од нивните биолошки карактеристики, да речеме не се тоа мајки, не се родилки, не се дојилки и слично, туку се жени домакинки. Во моментот кога ќе имаме жени домакинки и мажи домакини во таа графа, мислам дека тогаш ќе можеме да очекуваме дека сме стапнале во 21. век. Марковска, кога ќе има слика на жена од Македонија во ова ја друштво? во дел се согласувам, може ние заради нашиот добар имидж да избереме, меѓутоа родовата еднаквост нема да биде комплетно завршена работа. Ние можеме да избереме и председател на држава жена. Меѓутоа, ако ги имаме сиве овие проблеми, повторно сме назад. Значи, јас ќе бидам среќна оној момент кога навистина ние, во зависност ќе излезат пописните резултати, важда кога тогаш ќе направиме пописи, ќе видиме или дека жените се еднаков број со мажите, или можеби дека се и повеќе. И во зависност од тие резултати ќе направиме закон, а во Македонија тоа е можно само со закон. Во овој момент со никакви вакви други перформанси и проекти, што сакате правите, тоа е тоа. Ќе бидат на беззначајни улоги, некој ќе се наметне, некој ќе биде попослушен, некој ќе каже дај да ја ставиме за да поминеме од редот, меѓутоа кога ќе се постави еден ред во кој што ќе се каже дека 51% за да биде формално, правно, легитимно, легално избран орган во било која сфера, па дури и управните одбори на приватните компании, во Норвешка веќе и тоа е направено, не може да биде регистриран и легитимен, односно во централен регистриран, формиран како компанија која ќе бидат жени, тогаш веќе ќе кажеме, ние во тој дел сме еднакви, сега веќе не е битно дали е маж или жена, способностите решаваат. Тоа е најважното, веќе нема да прашувате дали е маж или жена, сега не е ни важно на крајот на криштата, дали вие знаете да ја работите таа работа или не. А тоа ќе се постигне со закон. Шишовски, за вас малку ќе го променам прашањето. Дали ќе поддржите вашата партнерка да се кандидира на председателски избори? Како ќе се чувствувате вие како сопруг на идна председателка или премиерка на држава? Апсолутно, тоа е сосема нормална работа. Значи, ако некоја личност има намера да се кандидира, да влегува во, да кажам, ако е доволно луда, да влегува во политика, апсолутно дека треба да има целата поддршка. И во таа смисла и родовите односи треба да бидат така воспоставени да партнерите си даваат поддршка едни со други. Но исто така ќе се согласам дека проблемот е повеќе културен и структурен и по темелни промени се потребни со цел да се трансформира
ова општество, да имаме поправедно и поеднакво општество, тоа нема да се случи преку ноќ. Потребни се одредени чекори кои што се може би така недоволно симпатични, бидејќи може дел од овие ефекти, ние не зборовме за тоа, може да ни се удрат како бумеранг. Да речеме, гледате во подемот на современата десница, углавном се млади фрустрирани момчиња, ме разбирате. Така што треба овој аспект да се гледа кај сите, едноставно да се образуваат и едуцираат, значи и момчињата, и девојчињата, и мажите, и жените, и целото општество. Лура Положани, вие навлегувате во политиката. Дали би се кандидирале за иден председател на Македонија? Да влезам на политика, дефинитивно. И да немав надеж дека некогаш би победила, зашто сум и жена и албанка. Значи во две нивоа, ама мислам дека треба. Мислам дека што повеќе, особено млади жени, имат храброст тоа да го прават, треба да го прават. Ако за ништо друго, тоа е само за да бидеме повидливи и за да можеме, значи, тие мислења што ги имаме за било која тема, да можеме да ги прикажеме до јавноста. Ви благодарам сите на учеството, а вам ви благодарам што не гледавте. Останете со програмата на Телма. Имајте пријатна вечер.